Кршевме мала чаша, која што после ја лепевме и ја позлатувавме. На многу символичен начин свативме дека животот ни предизвикува некој вид на болка што потоа не спојува и од низ тие пукнатини ја гледаме светлината. Сметам дека тоа е една символика и за целиот наш град, колку е да е тоа за нас тешко секојдневно и се потсетуваме на тоа и се потсетуваме на луѓето кои не се повеќе со нас. И е многу тешко да се прифати тоа дека не сме во колектив целосни, бидејќи имаме изгубено дел од нас како град, но се потсетуваме дека како заедница може да процветаме и дека надежта се јави ваму и ја чувствуваме и не е се изгубено. Потребата се создаде од тоа што во Супорт Кочани постојано доаѓа млади кои имаа потреба некако да поразговараат со нас, да ни ја раскажат приказната, но на неформален начин, искрен, онака како нели тогаш не им беше потребна некаква стручна помош, им беше потребно само да бидат слушнати, да излезат од таа зона во која им беше многу тешко и многу внимававме како ќе почнеме, со што ќе почнеме, да не создадеме отпор кој веќе го имаше нормално и да биде тоа место во кое ќе почувствуваат позитивна енергија, смирена, каде што ќе може да се чувствуваат сигурно и безбедно. Гнездо ни создаде една социјална кохезија на целото општество ваму во Кочани. Барем за мене е еден голем аспект од моето секојдневие, бидејќи прилично сум ваму во текот на денот и за мене предизвикуваше нешто што лично ми имаше од полза. Колку и да е тоа мало, еден разговор, едно чувство на доверба, едно разбирање, едно те разбирам, тука сум за тебе, те поддржувам и стојам до тебе, низ се, многу значи. Барем на мене ми многу значи. И јас конкретно секој ден го чувствувам тоа ваму и сум толку многу благодарна на тоа, така што јас само можам да ја пренесам таа добрина што ја чувствувам од другите на другите. Трагедијата поттикна да сватиме дека ни е потребна помош, бидејќи некогаш колку и да пробуваме да бидеме силни, иако и тоа е потребно, нели секој кога ќе биде спремен би разговарал со некого без разлика дали тоа е неформално, дали тоа е со стручно лице, без разлика колку и да некогаш мислиме дека сме силни, телото реагира на одреден начин, во ваква ситуација не може да нема некакви последици и во таа ситуација навистина значајна е поддршката, психолошката поддршка за да можеме правилно да излеземе од таа ситуација без некакви последици и за да почувствуваме некакво олеснување, за да се справиме со таа ситуација и да ги поминеме тие тешки моменти со помош на некој кој знае тоа да го направи најдобро. Можеме како феникс да излеземе од оваа ситуација и да најдеме некоја поента во нашето функционирање како заедница, така што сметам дека почетоците се овие и сметам дека со мали ситни чекори правиме нешто поголемо, дури и да е тоа толку невидливо моментално и толку непрепознаено од страна и на институции и на самото општество, за мене значи многу и секој разговор со секоја девојче или момче што ќе дое ваму